Општините, односно локалните самоуправи, генерално летниот период го користат за реализирање на голем број градежни активности кои што се дел од проектите кои што се најавени и треба конечно да се реализираат. Се што може да се заврши на отворен простор и доколку дозволуваат временските услови. Кои активности ги спроведува во периодот на оваа лето 2024 година општина Газибаба, дознаваме од разговорот со градоначалникот Бобан Стевковски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Како функционирате, како се снаоѓате на овие високи температури? Има ли ограничување за изведување на активностите или со полна парија работите иако е топло? Нормално се прилагодуваме на препораките што ги дава владата и слично, меѓутоа од градежен аспект Газибаба во пролетниот и во летниот период работи со едно засилено темпо. Одлично. Јас морам да истакнам дека општина Газибаба е најголема индустријска зона на градот Скопје, но и генерално на Македонија, со квалитетно земјиште, поволна сообраќајна положба и вкупна комунална инфраструктура, образовни институции, практично една одлична можност да ги ползувате сите овие поволни услови за да можете да овозможите успешен развој и економско јакнење на општината. Како го ползувате сето ова и го заокружуваме и летниот период, што реализирате, какви градежни активности? Морам да потенцирам дека летниот период максимално се користи за реализација на голем број на градежни активности во сите населени места. Асфалтираме голем број на улици, реконструираме спортски игралишта, градиме детски катчиња, континуирано се градат фекални канализациони системи, односно реализираме проекти во скоро сите населени места, водејќи се од принципот на рамномен регионален развој, бидејќи општина Газибаба е една специфично подрачје со повеќе од 25 населени места кои што се сите специфични сами по себе. Еве ќе преминам конкретно да набројам неколку од проектите што ги реализираме во изминатиот период. Асфалтираме улици во повеќе населени места, како што е Ченто, Јурумлери, Идризово, Автокоманда, Виниче и други населени места. Градиме спортски терени во повеќе населени места, Ченто, Трубарево, Инџиково, Гоце Делчев, Керамидница и така натаму. Во Хиподром се гради голем спортски комплекс на местото на старото основно училиште Вера Јочи, кое што за краток период од денес ќе биде готово и ќе биде свечено пуштено во употреба. Во населеното место Брнерци во завршна фаза изработа на водоводниот систем и после долги години конечно во населено место и граѓаните таму добиваат питка вода за пиење. Во населеното место Стајковци се гради одводниот канал за прибирање на атмосферските води. Детски забавни качиња изградивме во повеќе населени места во Железарево, Керамидница, Стајковци, Кирил Петрушевски, така натаму и така натаму. Јавното комунално претпријатие како еден сегмент од општина Газибаба континуирано ги спроведува своите активности. Поставуваме урбана опрема во повеќе населени места, кај што имаме паркови, плоштади и слично, се поставуваат нови клупи, нови канделабри, нови корпи за отпадоци, се градат нови летниковци. Јавното комунално претпријатие паралелно си ги извршува и своите надлежности, како што е касрање на гранки, одржување на зелена површина, бележење на пешачките премини во оние улици кои што се надлежност на општина Газибаба, собирање на комунален спет и чистење на оние диви депонии кои што за жал се почесто никнуваат низ градот Скопје и така натаму. Сите овие се проекти кои што се видливи. Не можете едноставно само да ветите нешто и да не го реализирате. Граѓаните можат да ги видат реализираните проекти и секако да ја дадат својата оценка за тоа. Ова околу оценката го кажувам затоа што едно од вашите приоритети секако е јавни и транспарентни постапки за носење на детални урбанистички планови, генерално за реализирање на проекти. Меѓутоа и едно од вашите приоритети е урбанизацијата и со оглед на површината и населените места што гравитираат во состав на општината. Верувам дека успеавте барем до некаде да ја направите општина Газибаба урбана средина во вистинска смисла на зборот. Затоа сакам да ве прашам дали Бобан Стевковски не како градоначалник, не како прв човек на општината, туку како граѓанин е задоволен од тоа што се работи во општина Газибаба. За да направиме една ваква споредба, мора да направиме една компарација како општината функционираше до 2021 година и како функционира од 2021 навака. Морам да потенцирам дека во тој период општината беше затворена и таму одлуки носе неколку локални мокници. Мојот принцип на функционирање е отворена општина, транспарентна и отчетна. Тоа можевме да го видиме ни за примери изминатиот период. Јас дадов отчет за сработеното во првите 100 дена од мојот мандат, дадов отчет за сработеното во првата година од мандатот, во втората година од мандатот и за кратко време денес почнуваме подготовка на отчет за третата година од мојот мандат. Еден јасен показател дека тогашната локална самоуправа не работеше во интерес на граѓаните е тоа што имаше започнато на постапка за отварање на хемиски отпад на територија на општина Газибаба, што навистина е особено
штетно по здравјето не само на жителите на општина Газивала, туку и на градот Скопје. Како локална самоуправа континуирано спроведуваме испитување на јавното мислење на граѓаните, што е особено важно за мене, за да ми даде конкретна навигација во која насока се движам јас и раководните луѓе во општината. Верувајте, многу, ако треба и ќе ги објавиме анкетите од тие испитувања, каде што граѓаните ја почувствувале промената и позитивно го оценуваат работењето на општината. Ево да заклучам, ако треба да се признесам јас и како градоначалник, но и како граѓанин на општина Газивала, сум задоволен од тоа како функционира општина Газивала во изминатиот период. Општините кои се дел од Скопје, за разлика од сите други останати општини во Македонија, споделуваат надлежност со градот Скопје во повеќе сегменти. Па така граѓаните на општина Газивала често се жалат на нередовно подигање на комуналниот смет. Кој е вашиот став по однос на овој проблем? За жал, не само општина Газивала, но и другите скопски општини се соочуваат со овој проблем, односно несобирање на комуналниот смет од страна на јавното претпријатие комунална хигиена, која што е под директна надлежност на градот Скопје. Се сеќавате во изминатиот период имавме ситуација каде што цело Скопје се претвори во една дива депонија. Градоначалниците сите во Скопје само иницијативно се организиравме и на еден начин пробавме да го исчистиме градот. Меѓутоа, наместо да не идеме на соработка од јавните предпријатија кои што се по градот Скопје, ние не идовме на клевети и обвинување од страна на градоначалничката Арсовска. Не можам да се согласам со ваквото однесување на јавните предпријатија градот Скопје, затоа што сите граѓани во сметките за вода плаќаат одреден процент, одредени средства за ѓубретарина и навистина заслужуваат да живееме во една чиста околина. И генерално треба да има меѓусебна соработка помеѓу институциите, што е сосема нормално и вообичаено за нормално функционирање. Ние преку јавното комунално предпријатие се трудиме да го наместиме она што се случува во градот Скопје. Ние сме единствена скопска општина која што има свое јавно комунално предпријатие. Вклучително во работата на јавното комунално предпријатие имаме програма за собирање на кабас отпад, така да континуирано имаме распоред на поставување на континери со кабас отпад и пробуваме на еден начин да го надоместиме сето она што не го прави јавна комунална хигиена. Чинам дека вие бевте првиот што по завршување на парламентарните избори побаравте оставка од градоначалничката Арсовска, бидејќи ја споменавте во однос со проблемите со собирање на комуналниот отпад. Зошто се одлучивте на ваков чекор? И тогаш, но и сега стојам на истиот став дека градоначалничката Арсовска треба да се поднесе отставка, бидејќи ги изневери очекувањата на скопјани. На локалните избори таа настапи со собствена програма за модерно Скопје, која што поддржавме сите ние, но и 120.000 скопјани. Но мораме да се запрашаме што доби Скопје после 2,5 години од мандатот на Арсовска. Ке се сложиме сите тука дека добивме само празни ветувања и сите проекти остана само слово на таа програма за модерно Скопје. Од функционирањето на градот Скопје директно зависат и општините кои што гравитираат околу град Скопје. Токму така. И во една таква ситуација Арсовска се одлучи да настапи на парламентарните избори со своја политичка партија, каде што остави само 3000 гласови на ниво на Скопје и ценам дека со тоа го изгуби својот легитимитет кој што ја даден од граѓаните да го води Скопје. Пред некој период прочитав една статија дека Скопје е узурпиран град и слично. Тоа е навистина точно. Денеска прочитав во порталите дека имаме жители на градот Скопје кои што колабираат во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие бидејќи имаат несоодветни услови за превоз на патници и слично. И затоа мислам дека Скопје мораме побрзо да го вратиме на Скопје, а Данила час поскоро да се замине од функцијата. Македонија доби нова влада која најавува еден нов сериозен проект, морам да истакнам, а тоа е 250 милиони евра финансиска помош, односно поддршка за реализација на проекти во општините низ Република Македонија. Кое е значењето на ваквиот проект за општините и што очекувате од овој проект и од овие средства, од оваа финансиска поддршка? Ово е еден проект кој што е особено важен за општините во Македонија. Во првата година од мојот мандат имав можност да бидам председател на Скопскиот плански регион, во кој што членуваат сите скопски општини, меѓутоа и околните општини околу Скопје, како што се Петровец, Илинден, Зелениково, Сопиште, Арачиново, Чучер, Сандево и Студеничани. И тогаш можев одблизу да се запознам со сите проблеми што ги имаат жителите и градоначалниците кои што менаџираат со овие општини и навистина проблемите што ги имаат не се одоесуваат со условите кои што треба да се на располагање од 21 век на граѓаните.
недостаток на фекални и канализациони системи, недостаток на водоводни системи, недостаток на градинки, така натаму и така натаму. Сите сме свесни дека како локални самоуправи функционираме со одреден лимитиран буџет кој што навистина не е доволен да можеш да влезеш во едни вакви сериозни капитални инвестиции и затоа овој проект е особено битен за општините и благодарно што Македонија доби влада во кој што главен приоритет и главен фокус ќе бидат општините, а преку општините граѓаните во тие општини. Со реализација на овој проект ќе се решат голем дел на овие проблеми што ги соопштив. Најбитно е што ова ќе биде еден транспарентен процес и еден транспарентен проект во кој што средства од владата ќе добијат сите општини. Некако до сега, затоа што знаеме изминативе години откако поголем дел на градоначалници се од редовите на ВМРО ДПМН, дека имаме селективно делење на средства од централниот буџет. Значи, сето тоа сега се исклучува, секоја општина во Република Македонија ќе добие соодветна поддршка од централната власт и исклучиво за капитални проекти, меѓутоа за тоа треба да има спремно одредена урбанистичко-планска и проектна документација. Затоа овде се поставува прашањето дали се општините подготвени, еве конкретно дали општина Газибаба има подготвено проекти за аплицирање за финансиски средства до владата и кои се тие, ако може нешто да ни откриете? Изминатиот период од 2,5 години посветено работевме на изработка на урбанистичко-планска документација, но и проектна документација со цел да бидеме спремни да реализираме што поголем проект од сопствени средства, меѓутоа сега ова е добро доедено и проектот што го реализира владата. Така да како општина подготвени го очекуваме овој момент. Првиот јавен повик согласно информациите од владата е дека ќе биде некаде втората половина на септември или почетокот на месец октомври и веќе како општина се спремаме интензивно со проекти кои што ќе аплицираме. Еве дел од нив ќе најавам ексклузивно во вашата емисија. Изградба на нова детска градинка во населеното место Инџиково е првиот проект што ќе го аплицираме во владата. Вториот проект е комплетна реконструкција на Домот за култура во Ченто. Еден проект кој што е ветуван изминатите 30 години навака, меѓутоа досега никој не успел да го реализира. Имаме комплетен проект со конкретна финансиска конструкција и тој ќе го аплицираме. Потоа ќе аплицираме за изградба на модул од фекалната канализација во Јурумлери и за неколку сообраќајни артерии кои што се од особено значење за жителите на општина Газибаба. Имате активно топло лето во кое што ќе ги реализирате проектите кои што ги најавивте изминатиот период и треба нели да ја видат својата завршница, но по завршување на летните одмори за месец и половина ќе започне и новата учебна година, па верувам дека како општина се подготвувате и за тоа. Меѓутоа морам да истакнам, погледнав објава денеска, ја посетивте детската градинка 25 мај, каде што практично беа поставени прочистувачи на воздухот, каде што ќе се овозможи во еден чист амбиентален простор, со чист амбиентален воздух, најмалите да го имаат својот престој во градинките. Пофалба еве и за овој реализиран проект. Благодарам, токму така. Општина Газибаба набави прочистувачи за воздух за двете градинки што се под наша надлежност. Тоа е градинката Детска радост во Автокоманда и градинката 25 мај кој што има локација во Ченто и во повеќе клонови на територија на општина Газибаба. Во оваа насока ќе продолжиме во иднина, пак ја повторам, грижата за нашите најмили е на прво место и во таа насока ќе продолжиме. И она што кога ги спомнавме веќе градинките, да се навратам, за неколку дена од денес започнува изградбата на новата детска градинка во Трубарево. Така. За таа постапка имаме веќе избрано економски оператор, подготвителни активности веќе се одвиваат на теренот и сметам дека во наредните 3 до 4 дена ќе поставиме камен темел и ќе започне уште една реализација на капитален проект во општина Газибаба. Дали некогаш ви е премногу тешко? Некако имам чувство дека сте 24 часа постојано активен, дали на терен, дали во комуникација со сите оние со кои што е потребно да се реализираат сите овие проекти и најавени активности. Би рекол дека функцијата градоначелник, било да е на помалка општина или на поголема општина, е доста специфична, доста динамична и бара голема посветеност, а тоа е работа на ангажман по повеќе од 10-12 часови. Меѓутоа, верувајте, кога ќе реализираме проекти кои што се од интерес на граѓаните, кога ќе срекаваме срекни граѓани, задоволни граѓани, тоа што не исполнува нас и дополнително не мотивира да продолжиме со уште посилно темпо да работиме во интерес на нашите сограѓани секако. Да бидете постојано меѓу граѓаните, да ги слушнете и да одговорите на нивните барања покрај оние тековни активности и проекти. Во општина Газибаба летниот период се користи за реализација на културни манифестации со кои што повторно сте меѓу граѓаните и практично општина Газибаба е една од општините која што е навистина препознатлива по големи
големиот број на културни настани. Што на ова поле најавуваме во иднина? Досега се реализираа многу културни настани. Културата е еден И важен тоа не сегмент. сите населени места во општината. Културата е еден важен сегмент од општеството и општина Газивова посебно внимание посветува на истата. Имаме програма која што носи Советот на општина Газивова со голем број на културни настани. Можеби во текот на годината имаме повеќе од 25 настани на различни места на територијата на општина Газивова. Измијативе денови имавме меѓународен фолклорен фестивал, 14-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал, во кој што учество зема културно-уметнички друштва и ансамбли, најголем број од Република Македонија, меѓутоа имавме и групи од Австралија и од Романија. Првата вечер се организираше во населеното место Аптокманда, втората вечер во Булачани и во текот на вчерашниот ден имавме трета вечер и затварање на меѓународниот фолклорен фестивал во Маđари. Македонија има богата култура, би рекол, богата ризница на македонски песни и ора и самото присуство на граѓаните мислам дека беше особено поздравено и значено да продолжиме во таа насока да функционираме во Каков е иднина. одзивот од страна на граѓаните и како се прифатени овие културни манифестации кои што ги организирате? Сведоци сме дека на сите три настани имаше голем број на граѓани кои што се заинтересирани, кои што ги поздруваат овие настани. Исто така во минатата недела организиравме и Петровденски чествувања по повод христијанските празници Петровден и Павловен во населеното место Јурумлери, кај што настапија македонски музички звезди, таму имавме прекрасна атмосфера. Она што можеме да го најавиме во наредниот период не следува богато културно лето, тоа се неколку настани што ќе ги набрам. По повод Денот на независноста на Република Македонија ќе имаме голема културна манифестација на плоштадот во Автокоманда, кај што ќе настапат голем број на наши музички звезди. Потоа ќе имаме еден мотофестивал кој што ќе се реализира втора година поред на територија на општина Газибава. Потоа имаме една културна манифестација в вкусовите на Газибава која што ќе трае 2 вечери, која што ќе има богата културна програма од македонски звезди, меѓутоа се надевам дека ќе имаме некои балкански изведувачи. Јас ќе ви се заблагодарам многу за гостувањето. Кажавме многу, но нешто ќе оставиме и за некое следно ваше гостување. Ви посакувам успешно, активно лето и успешна реализација на најавените проекти. На задоволство на граѓаните пред се. Ви благодарам на поканата и на можноста да дискутираме.